Стресот игра важна улога во нашите животи денес. Луѓето се соочуваат со стрес толку често што им се гледа на лицето. Стресот влијае на нашата емотивна и физичка добросостојба. Тоа за возврат предизвикува многу проблеми во телото. Еве кои се видливите ефекти од стресот. Прекомерното потење не е нормално и многу често тоа е поврзано со стресот, со кој секојдневно се соочуваме. Човек кога ќе се соочи со стрес може да се поти повеќе, а стресот влијае и на срцевото чукање. Под стрес тоа чука забрзано и човекот чувствува тапост во рацете и стапалата. Проблем во носење одлуки. Стресот влијае на менталната добросостојба на човекот. Ако постои тешкотија во носењето одлуки, причина е веројатно стрес, кој истовремено влијае и на концентрацијата. Кога човек без причина се фрустрира и тоа исто така може да биде реакција на стрес. Промени во расположението и панични напади. Човек што страда од континуиран стрес се соочува со промени во расположението. Ова влијае на луѓето околу нас. Прекумерен стрес предизвикува и панични напади, ирационален страв од некаква загуба. Најдобар начин да се надмине овој проблем е да се практикува медитација. Болка во мускулите. Стресот предизвикува болка во мускулите и спазми. Во состојба на стрес, мускулите на телото се стегаат, предизвикувајќи грчеви и болка. Силен и континуиран стрес може да предизвика мускулно-скелетни нарушувања и фибромијалгија или мускулно-зглобни болки. Честа лутина и губење на доверба. Ако човек вика и вреска без причина, тој страда од стрес. Состојбата е често проследена со изливи на лутина и фрустрација. Поради ова може да се чувствува и губење на доверба. Замор. Заморот е видлив на лицето на луѓето што се под постојан стрес. Тие чувствуваат постојан замор и исцрпеност, слабост и летаргичност, а понекогаш и вртоглавица. Промени на кожата. Стресот предизвикува чешање и брчки на кожата. Прекомерниот стрес го предизвикува хормонот адреналин, кој предизвикува акни на лицето. Исто така го намалува создавањето на колаген во телото, предизвикувајќи прирани брчки на лицето и кожата на телото. Губење на косата. Од губење на коса поради изразен стрес многу повеќе страдаат жените, но не се исклучени ни мажите. За да се спречи овој проблем, треба да се практикуваат техники за ослободување од стресот. Стресот делува на нашето тело само во негативна насока. Имајте ги предвид горе наведените знаци и обидете се да го елиминирате стресот од вашиот живот. Брзо ќе ги забележите позитивните промени на тоа свесно настојување. Стресот е една од нашите денешни теми. Како на тебе влијае стресот? Па, се трудам да не влијае, меѓутоа тоа е неизбежно во брзо време во кое живееме. Работам паралелно две работи, наутро сум во канцеларија, по план не работам на блогот. Меѓутоа, кога нешто се работи со љубов, нели се постигнува. Обично сакам да слушам музика и да преслушувам нова музика, некогаш ме смирува она старата добра што се знам дека ќе ми помогне. И исто така да поминувам многу време со луѓето што ми значат. Мислам дека нема подобра терапија од позитивната енергија на луѓето што знаеш дека добро те разбираат. Така, дали стресот и негативната енергија од другите луѓе ти влијае на работењето? Дали можеби ако денеска си обкружена со негативна енергија, негативни луѓе, не можеш ете да пишуваш или не можеш да се сконцентрираш? Дали има такво влијание стресот и нервозата? Па, влијае, да, таа негативната енергија има таква тенденција да се шири, меѓутоа јас сум од оние со краток фитил и за нервирање и за однервирање, така што да, брзо ми поминува лутината, брзо се концентрирам на нешто позитивно и главно не дозволувам да ми влијаат други негативни луѓе врз тоа што работам. Така, во склоп на овој амбиент во кој што се наоѓаме, би сакала да прашам и за исхраната, дали внимаваш на исхраната и дали се храниш здраво? Па колку што можам, се трудам, сакам да пробувам разни кујни. Хедонист сум во многу работи, вклучувајќи и храната, така што можам да речам дека се трудам да се хранам здраво. Живеам во приградска населба каде што сами произведуваме зеленчук, така што зеленчукот е редовен на моето мени. Меѓутоа брзиот начин на живот некој знае да скокнам некој оброк или да изедам повеќе од колку што треба. Така, ајде да дегустираме да видиме што каков специјалитет за денеска ни подготвија во Мираж.
Имавме можност да дегустираме шарска плескавица во Мираж. Се надевам дека ти се допадна специјалитетот. Да, одличен е. Благодарам на поканата. Така, јас ти благодарам што одвои време што беше денеска дел од Урбан Стил и покрај сите твои обврски. И веднага за крај би сакала разговорот да го завршиме со твое мислење за тоа колку самодовербата влијае на стилот на една жена. Мислам дека самодовербата е клучна кога станува збор за градењето на стилот на една жена, бидејќи никогаш не е важно што носи, туку како го носи. Нормално сега не да излеземе некако радикално, нели, облечени на улица, меѓутоа ако жената се чувствува удобно во тоа што го носи, и уште повеќе ако му даде на тоа парче облека свој печат, тогаш таа со сигурност ќе привлече внимание и нормално ќе се чувствува прекрасно, бидејќи знае дека ако луѓето во неа го видат она што самата го видела кога излегла од дома, тогаш го постигнала саканиот резултат. Така, ти благодарам уште еднаш за гостувањето. Благодарам уште еднаш на поканата, беше задоволство.